Зашто конкретно ние можеме да водиме диалог со САД? Споменавте, таму се министри за енергетика, за одбрана, за надворешни работи, дигитализација. Значи, тие се областите. На што конкретно можеме да очекуваме и сметате ли дека нешто и конкретно можеме да добиеме? Она што во изминатите неколку недели и месеци како подготовка на овој диалог се одвиваше, тоа се можностите за соработка во областите на пред се безбедноста. Ние неодамна видовме дека таа соработка се материализираше и преку набавката на определена опрема за нашата армија од американско производство, што значи дополнително зацврстување на соработката и исполнување на стандардите од членството во НАТО. Областа на енергетиката, која што, како што гледаме, станува исклучително интересна, односно значајна, да не заборавиме дека многу држави и во Европската унија и во регионот се соочуваат со сериозни предизвици и соработката со САД за многу држави, па веројатно и за Македонија, може да биде корисна за граѓаните и со тоа и за економиите на државите во областа на енергетиката, областа на дигитализацијата и можеби оној сектор на соработка помеѓу двете држави во областа на безбедноста и дигитализацијата или сајбер безбедноста, мислам дека е една област која што добива се повеќе на значење во изминатите години и верувам дека соработката која што ќе се оствари на тоа поле преку конкретни проекти ќе донесе некаков бенефит за нашите граѓани и секако во изминатите неколку месеци се интензивира и оној диалог и за зајакнување на борбата против корупцијата, организираниот криминал, граничната безбедност и така натаму.